Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Денес сакам да зборувам за билка која што е коров, за многу луѓе е досадна билка која што не може да се ослободат од неа, но за оние кои што знаат за оваа билка и за незината лековитост е навистина лек и навистина многу драгоцена билка. Дозволете ми да ве запознам со билката на денот, бабин зап, или уште позната под незиниот латински назив Tribulus terrestris. Значи, во народот има доста имиња за оваа билка и доста распространета е. Народот ја нарекол чичка, некои ја нарекуваат ѓаволски трн. Има доста имиња за оваа билка и сите се поврзуваат со незиниот изглед пред се. Зошто се нарекува бабин зап, бидејќи незините плодови се всушност наликуваат на заби, па затоа народот си го поврзал истото. Оваа билка е едногодишна билка, пред се незиното стебло, значи ползачко, оваа билка ползи по земјата. Има доста краток корен, значи коренот не е нешто јак и разгрнет, краток корен, самата билка е ползачка билка, значи се наоѓа претежно сегде можете да најдете оваа билка, значи нема место каде што не расте, поготово највише може да се најде на напуштени ниви, покрај патишта, потоа може да се најде во наразлични ливади, во паркови и слично. Секако берете ја билката, да напоменам, на чисти места, берете ја билката на места кои што се еколошки чисти, бидејќи не би сакале наразлични токсини да ги внесете во организмот заедно со истата. Се карактеризира со тоа што значи има жолти цветови, еве тука имаме прилика да едно цвече кое што е жолто, бидејќи оваа билка цвета негде од прилика овој период, односно цвета од почетокот на јуни, па се негде до јули, додека пак незините плодови, како што кажав, кои што се боцки, се всушност чички, негде се формираат, односно созреваат и се берат средината на месец јули. Пред се станува збор за билка која што е, како што реков, не толку многу значително, односно не толку многу употребувана, иако доста лекови се прават значи од оваа билка, односно се користат од оваа билка, и не само лекови, туку и наразлични суплементи за бодибилдери се прават токму од оваа билка. Во незиниот значи хемиски состав може да се најдат најразлични компоненти, како што се најразлични алкалоиди, потоа може да се најдат гликозиди, сапонини и слично. Во народната медицина, значи оваа билка пред се употребува за проблеми со машки стерилитет, бидејќи и наречена уште и машка билка. Значи, извънредна билка за лекување на машко здравје, и би препорачал сите мажи да употребуваат оваа билка, бидејќи има широк спектар на лекување, почнувајќи од стерилитетот, како што кажав, значи сите оние мажи кои што имаат проблеми со стерилитетот, со неплодност, би требало да користат оваа билка. Зошто? Бидејќи пред се билката делува на зголемувањето на бројот на сперматозоидите, потоа ја подобрува значи нивната подвижност, нивната активност, нивната морфологија, го зголемува нивниот број, делува на нивна прихрана, па затоа значи сите оние кои што имаат послаб спермограм или имаат проблеми со стерилитетот, поготово мажите, пак ќе напоменам, треба, топло би ви ја препорачал и нема едноставно да ве разочара, бидејќи има навистина одличен ефект за машкото здравје. Потоа, самата билка значи има доста испитувања направена и всушност сите испитувања укажуваат дека билката делува на зголемувањето на тестостеронот, на машкиот хормон. Со самото тоа значи ја подобрува физичката активност кај мажите. За спортистите и за бодибилдерите би ја препорачал топло да користите оваа билка, наместо да користите наразлични суплементи и прашоци кои што не знаете што ставаат во неа, кои што се всушност екстракти од бабин зап, а не е самата билка. Би ви ја препорачал значи да ја користите во форма на капки или во форма на чај како таква. Верувајте дека вашите резултати ќе бидат изваредни, односно пак ќе кажам, нема да ве разочара оваа билка, бидејќи не само што делува значи на тестостеронот, не само што делува на
самото машко здравје туку делува и на подобрувањето на циркулацијата, а со тоа всушност ќе имате подобри тренинзи, ќе имате поголема физичка активност, а со сето тоа имате подобри перформанси. Покрај машко здравје, покрај стерилитетот, значи оваа билка се употребува и за оние кои што имаат проблеми со потенција, односно еректилна дисфункција, значи ја подобрува, ги подобрува значи машките полови органи. Потоа извънредна билка за лекување на простата, така да сите мажи кои што имаат проблеми со простата и сите мажи кои што се над 45 години би требало да користат оваа билка. Превентивно секако, но и сите оние кои што го имаат веќе тој проблем настапено. Покрај машко здравје, значи може да употребуваат и жените, кај жените значи има таков ефект што делува на подигање на ЛХ хормонот. Па затоа може да се употребува значи и за женска неплодност, односно за женски стерилитет, иако конкретно ставам акцент дека оваа билка е стрикно за мажите, значи бидејќи за жените има доста други билки кои што треба да се употребуваат, овде стрикно станува збор за машка билка, како што во народот се познати и поделени. За лековити цели, значи односно како да приготвите и што всушност се бере од оваа билка, се бере целиот надземен дел, значи се бере овие гранчиња со листовите и низините плотчиња. Плодовите значи се берат кога оваа билка ќе пожолтеат, значи овие плотчиња сега се во моментов зелени, бидејќи се уште не се созреани. Кога всушност ќе добијат жолто-портокалова боја, тогаш е всушност време да наберете оваа билка, значи се бере како што имам јас во моментот. За некои лекови кои што ќе зборувам подоцна, ви треба и коренот, односно целата билка, но претежно се користи значи само надземниот дел, односно целата билка. Како што кажав на почетокот, значи оваа билка се користи за подобрувањето на циркулацијата, па така сите оние кои што имаат проблеми со тромбоза, кои што имаат проблеми со вени, би требало да употребуваат оваа билка, потоа може да се користи кај ангина пекторис, значи за подобра работа на срцето, за подобар ритам на срцето, за прихрана на срцевиот мускул исто така. Кај аритмија, потоа може да се користи кај анемија, значи за лекување на анемија е извънредна билка и доста добра да се користи. Може да се користи значи кај заболување на најразлични уринарни патишта, значи кај бактерии, ешерихија коли, најразлични пецкања, болно мокрење и слично, би требало да се користи кај овие состојби. Станува збор, како што реков, за билка која што не треба да ја претерувате, бидејќи во незиниот состав содржи алкалоиди. Алкалоидите се всушност отровни супстанции, па затоа употребата на оваа билка е всушност ограничена и затоа се употребува значи по шема, исклучително треба да се пие 2 месеца, при потоа што треба да се паузира од 1 месец и доколку имате потреба, може тек тогаш во уште едни 2 месеца да се користи. Покрај значи сите овие заболувања може да се користи и кај прочистување на црниот дроб, а со тоа всушност се подобрува доколку имате кожни заболувања, бидејќи како што реков го чисти црниот дроб, бидејќи кожните заболувања се секогаш болести на црниот дроб, односно токсините кои што црниот дроб не може да ги изнесе да ги прочисти, ги избива на кожата и затоа со индиректно, односно со чистењето на црниот дроб, ги лечите и кожните заболувања. На кој начин делува оваа билка на стерилитетот? Како што кажав, оваа билка ја подобрува циркулацијата. Штом ја подобрува циркулацијата, значи сета крв од телото ја носи во долниот дел од телото, односно во пределот на гениталии. Штом ја донесе во пределот на гениталии, односно кај мажите до семе водите до машкиот полов орган, со тоа всушност се подобрува, бидејќи крвта е таа што лечи, крвта ги носи сите компоненти кои што се потребни во телото, директно во тој дел, односно каде што е проблемот, во долниот дел од телото, и на тој начин всушност действува и на подобрувањето на работата на тестостеронот и всушност се подобруваат сите машки функции, односно како што набројав, значи проблеми со простата, проблеми со импотенција, проблеми со слаб спермограм, проблеми со, да речеме, со
слабо либидо, бидејќи оваа билка ја зголемува сексуалната желба и сексуалната моќ. На некој начин значи действува како природен афродизијак, односно како природна машка виагра. За оваа билка значи се прави чај, може да се употребува во форма на капки, може да се употребува како што реков чај и слично. Дури можете да си направите и лековито вино од неа, кое што е извънредно за лекување на срцеви заболувања, кое што е извънредно за лекување на циркулацијата, за подобрување на циркулацијата и слично. Чајот од оваа билка се прави така што 2 супени лажици, значи ситно исецкана билка, надземен дел паќе повторам, се ситни, се става во 400 мл ладна вода, се поклопува и да стои тоа во текот на ноќта, значи 8 до 12 часа. Нарано утро чајот се става на рингла, се зоврива да направи еден клуч. Се поклопува да постои до сосем оладување, се процедува и потоа се користи, значи 2 пати на ден по 200 мл на саба или навечер, 30 минути пред јадење. Како што реков, оваа билка се користи во период од 2 месеци, при потоа што следи пауза од 1 месец. За тој 1 месец пауза си правите проверка на лекар без разлика за што и да е, односно за вашата состојба, доколку е за стерилитет, значи правите проверка на спермограмот и слично. Доколку е спермограмот зајагнат, значи со тоа ја прекинувате терапијата и всушност ви го решила проблемот. Доколку проблемот не е се уште решен, односно доколку резултатите не се се уште сјајни, значи се повторува после тој месец пауза, се повторува уште 2 месеци, како што реков, по иста постапка и потоа повторно правите проверка дали е среден проблемот или не. Јас од неа изработувам значи тинктура, односно капки, кои што можете да ги најдете кај мене. Ова се капките од бабин зап, значи извънредни за лекување на сите овие заболувања. Капките се користат 3 пати на ден по 20 капки, едно шишенце од прилика трае за месец дена, значи потребни ви се 2 шишенца за целосна терапија. Од оваа билка, како што кажав, може да се направи лековито вино, кое што е извънредно за лекување на стерилитет, кое што е многу добро за циркулација, кое што е многу добро за срцеви заболувања. Значи се прави така што 100 грама сува билка, добро исипнета, се става во 1 литар црно вино. Да стои тоа поклопено 14 дена, после 14 дена се процедува и се пие по една ракиска чашка од 30 мл на сабалена глано еднаш на ден, 30 минути пред појадок. Ова вино, како што реков, се употребува кај наведените заболувања и е многу лековито, би препорачал да го има секој. Значи, наместо чај да пиете, со виното ќе имате подобри резултати, бидејќи и виното само по себе, значи, знаеме дека е подобрува циркулацијата. Со тоа имате поголема циркулација и проблемот ќе се заврши за многу побрзо време. Како што спомнав на почетокот, значи во најразлични компании сега оваа билка зема голем замав и верувам дека за многу брзо време ќе биде уште повеќе популарна. За жал што за многу луѓе, како што реков, е коров, досаден коров, пробуваат да искоренат, пробуваат да ја фрлат, едноставно да ги чистат нивните ниви, но верувајте дека оваа билка е многу лековита и би препорачал секој да ја има, да имате во вашата домашна аптека, бидејќи навистина помага. Најразлични компании, значи, од оваа билка прават прашоци, прават екстракти за подобрување на физичката активност, односно е всушност како суплементи, како додаток за бодибилдерите. Лично имам јас користено на мене и можам да кажам и да потврдам дека да, навистина помага во зголемувањето на физичката активност, во циркулацијата секако и со тоа имате всушност подобри тренинзи или физичката работа ви е по-зајакната, односно по-зацврстана. Верувам дека оваа билка ќе ја берете, верувам дека ќе ја најдете и секако ќе ја употребувате. Оваа билка, значи, не сме, како што кажав, да се користи во поголеми количини, кои луѓе не смеат да употребуваат, луѓето кои што имаат висок крвен притисок, значи внимавајте сите оние кои што имаат висок крвен притисок, потоа сите оние кои што имаат разредена крв треба да внимаваат или кои што користат таблети за разредување на крвта да внимаваат со употреба на оваа билка. Исто така многу е добра билка за лекување на хемороиди.
Значи сите оние кои што имаат проблеми со хемороиди би требало да употребуваат оваа билка. За хемороиди се припрема на следен начин. Значи се зема надземниот дел заедно со корен. Значи се корне сета билка како што е, се измива добро, се сецка и потоа се става во 1 литар зовриена вода. Потоа се поклопува до 101 час, се процедува и тоа литор се пие во текот на денот во голтки, се пие 10 дена, потоа се прави 10 дена пауза и повторно се продолжува третманот. На овој начин се лекуваат хемороиди. Иако има многу податоци дека се користи при камењи и песок во бубрези, дали е тоа така или не, се уште нема испитано, односно се уште се нема доволно испитано оваа билка дали помага за тоа, но во народот е познато дека всушност оваа билка се користи за чистење на бубрезите, за чистење на уринарните патишта од камен, песок и слично. Од прилика, значи, како што кажав, се бере билката како што е ваква, се суши на провевни места и потоа се употребува. Се надевам дека ќе ја користите оваа билка, се надевам дека ќе ја берете оваа билка, ќе ја најдете и ќе ја имате во вашата домашна аптека. Ви благодарам за вашето внимание, ви благодарам за вашата гледаност. Сакајте ја природата, чувајте ја природата и секако доколку сакате да знаете нешто повише за оваа билка, можете да најдете во мојата книга Даровите на големата мајка природа, која што во детали имам објаснато оваа билка, заедно со рецепти. Па доколку сакате повише да знаете, слободно можете да ја набавите оваа книга. Се гледаме во наредна емисија. Поздрав!